Добар ден, се македонци. Каде и да сте? Добре дојдовте во таинственото, мојот нов елоквентно именуван сегмент, каде споделувам различни приказни, засновани на вистински настани пред се, и сите озможени и доминирани од некаков мистериозен, бизарен, чуден, застрашувачки или генерално необјаснив таинствен елемент, без разлика дали сте религиозни, дали верувате во земјани, окултното, или сте како мене, едноставно уживатели на добра мистерија. Се надевам дека ќе се пронајдете во обидот на секој можен начин да си ги објасните настаните кои ги споделувам. Уживајте. Значи, може да започнеме со нешто, како да кажам, полайт. Значи, не е многу потресно, не е многу страшно, не е многу хорор, но е доволно морничево, како за почеток мислам. Оваа приказна почнува во градчето Рино, во Невада, во САД, каде живееле стар брачен пар, пензионирани маж и жена. Сопругот починува во 2010-та, сопругата останува сама да живее во куќата. Сега набрзо по смртта на Џон, сопругот, жената почнува да прави навидум чудни повици до полиција и наместо да бара помош, таа бара ситни секојдневни услуги, како на пример може ли да ми ја подесите температурата, може ли да ставите вода да зоврие и такви работи. Диспечерите очигледно сваќаат што е работата и учтиво ја коригираат. Жената ќе ја објаснат дека ова е полиција, дека треба да се јавува само доколку е итно, не може да ѕвони туку така за било што. Таа набрзо ќе сватела грешката, се извинувала и го прекинува повикот. Диспечерите мислеле нормално дека стара жена, тагува по сопругот, деменција, опаѓање на ментални способности и така натаму, и поради тоа секогаш се обидувале да бидат пристојни и учтиви со жената и да покажат почит. Овие повици почнуваат да се случуваат по неколку пати во неделата и диспечерите во полициската станица стануваат веќе добро запознаени со нејзините повици и поради тоа си креираат еден свој нивни протокол како да се справат со жената кога ѕвони. Во догледно време ова значило и да не се праќа патролна единица да провери дали е се во ред во куќата, затоа што очигледно повиците биле доаѓале од збунета жена која не и треба помош, туку едноставно е дезориентирана моментално или нешто се случува, затоа што, како што рековме, на крај секогаш се извинува и ги завршува повиците и диспечерите сметаат дека се е во ред. Но како поминува време, повиците стануваат почудни, а истовремено и потажни. Таа почнува да го бара Џон, нејзиниот сопруг, да си дојде дома, дури на моменти мислејќи дека зборува директно со него. И покрај тоа, како и секогаш, следејќи го протоколот, диспечерите се справуваат со повикот на ист начин. Објаснување, грешка, повикот завршува. Се до еден ден кога стигнува малку поинаков повик, каде жената повторно го бара Џон, но овој пат наместо едноставни секојдневни работи, таа бара помош, довикувајќи го неговото име: ми треба помош, Џон, дојди си дома веднаш, ми треба помош и така натаму. И овој пат диспечерот се загрижува, мислејќи дека на жената навистина и треба помош, веднаш праќа патролна единица на адресата да провери дали е се во ред. Само неколку минути подоцна патролната единица стигнува до куќата, можеби очекувајќи грабеж, пожар или нешто друго да се случува. Напротив, се е темно и тивко. Тропаат на вратата неколку пати, го извикнуваат нејзиното име, таа не одговара. Гледаат дека вратата е отворена, влегуваат полицајците во куќата и веднаш забележале дека грејењето е исклучено затоа што во куќата било многу студено. Полицајците продолжуваат да го довикнуваат нејзиното име, ја бараат жената насекаде по сите соби, а истовремено и гледаат за знаци на некакво насилство, неред, упад, било што, но се изгледало дека е нормално, нема ништо
невообичаено. Откако виделе дека на првиот спрат ја нема, се качуваат на вториот спрат, каде во последната соба што ја провериле, која што била нејзината спална соба, ја наоѓаат жената склупчена, згрчена, легната во кревет, очигледно почината. Судејќи по вкочанетото тело или тига мортис, заклучуваат првично полицајците дека жената починала пред подолго време и не е можно да го направила повикот од пред само неколку минути, но кога го споделуваат овој заклучок со диспечерите кои го примиле повикот, диспечерите, иако за момент збунети, останале цврсто убедени. Ја знаеме жената и го познаваме гласот, го знаеме телефонскиот број, знаеме како звучи. Повикот поради кој ве пративме таму е направен од нејзе, од таа адреса, од нејзиниот телефонски број. Истата жена што секогаш се јавува. Набрзо се воспоставува дека жената всушност не била здрвена од вкочанување на телото што станува набрзо по смрт, туку таа едноставно била вклочанета од студ. Ова значило дека недоразбирањето е изгледа решено и значи дека сосема е можно жената да повикала полиција и потоа веднаш да починала. А со тоа, ова останува само како почетна најслаба мистерија во целиот овој случај, бидејќи бизарните повици продолжуваат да доаѓаат. Само неколку дена после смртта на жената, еден од диспечерите прима повик, погледнува кон екранот, гледа од каде доаѓа повикот и во неверување мора да погледне втор пат, поубаво за да се осигура дека очите не го лажат. И не го лажат. Повикот е навистина од истиот број, доаѓа од истата адреса. За момент диспечерот помислува, окей, не мора да е ништо ненормално, може би е роднина, сосед, пријател, некој кој дошол да ја среди куќата и може би сака да праша нешто, сака да добие некаква информација, мора да е нешто такво. Диспечерот се охрабрува, се враќа во нормала, одговара на повикот, но останува шокиран кога сваќа дека тоа е всушност истата жена. Овој пат таа звучи сосема избезумена, испаничена, го бара Џон, сопругот, каде си, дојди, ми треба помош. И диспечерот е сега потполно збунет, но дава се од себе да остане присевен, да го следи протоколот и да собере колку што е можно повеќе информации од повикот. Но пред да успее да дознае било што повеќе, повикот наеднаш нагло завршува. Иако во шок и целосно збунет, диспечерот не знае што друго да прави. Се што знае е дека добива повик од жена која е навидум почината, но основата е дека добива повик за помош. Поради тоа следи протокол, испраќа патролна единица на адресата да провери за што се работи. Патролната единица потврдува дека не се случува ништо, куќата е очигледно напуштена, вратата се уште е отклучена, влегуваат внатре, проверуваат внатре, нема ништо, нема никакви траги на насилство, нема никакви траги дека нешто се случило откако жената починала. Едноставно празна куќа. И одговориле дека не е можно повик до полицијата да дошол од оваа куќа поради горе наведените причини. Диспечерот во овој момент е малку можеби исплашен, не знаејќи како да реагира, што да мисли. Ја отфрла цела оваа забуна со помислата дека мора да е ова некаква шега. Но, следниот ден, пак исто, повик од истата жена, испаничена, го бара сопругот, плаче и моли за помош, и пак додека диспечерот да се обиде да издаче повеќе информации, повикот нагло прекинува. Пак праќаат патрола, полицајците потврдуваат дека куќата е празна, ништо не се случува. Овие повици се случуваат неколку пати неделно и продолжуваат уште многу долго време, дури и откако некој упаднал во куќата и некако ја запалил. Куќата изгорена до темел, не постои веќе, но повиците се уште пристигнуваат неколку пати неделно, истата жена, истото испаничено барање на нејзиниот сопруг и плачење за помош. Најпосле полицијата стапува во контакт со телефонската компанија во обид да ја расветли оваа бизарна појава, не знаат веќе што да прават. Откако им ја објасниле ситуацијата, телефонската компанија ги известува дека телефонската линија од таа адреса е исклучена речиси веднаш по починување на жената, можеби ден или два откако жената починала, но за секој случај тие рекле дека ќе испратат техничар да провери да не случајно некоја жица останала вклучена, некој уред останал вклучен, да не се случува некаков краток спој или било што слично што би можело да ја преизвикува или барем почне да објаснува оваа мистерија. По проверката техничарот се што потврдил е дека се било правилно исклучено уште првиот пат и уште од првиот пат нема ништо необично, се е исклучено, нема приклучени апарати и жици, нема жици кои се допираат или краток спој, нема ништо
се е исправно исклучено. По ова, телефонската компанија исто остануваат малку збунети и во обид да ја објаснат оваа мистериозна појава, поставуваат некаква теорија дека можеби во нивниот систем постои некаква снимка од телефонскиот повик на жената и поради некаква електронска грешка, истата таа снимка останала заглавена во системот и од време на време го наоѓа патот до диспечерската служба или до полициската станица. Но на ова диспечерите се спротивставиле, што е нормално, велејќи дека снимка би била многу лесно да се познае на телефон, дури и ако е манипулирана. Особено овие диспечери примиле досега веќе десетици, можеби и стотици повици од оваа жена и продолжуваат да примаат уште десетици повици. Генерално истата содржина, значи истата порака, а жената го бара мажот, моли за помош, но иако се е исто, сепак сваќаат диспечерите дека тоа е различен повик. Истиот глас, но повиците уникатни, различен тон на гласот, дишење, различен распоред на зборовите, некогаш различни зборови. Сите тие работи кои секој нормален човек би ги приметил, доколку некој ти се јавува нонстоп со истиот глас или истиот тон на гласот, ќе сватиш дека било снимка. Но диспечерите ова го негираат, нормално велат дека не било никаква снимка, туку дека секој повик е уникатен. Со тоа теоризирањето на телефонската компанија тука завршува, а богами на полицијата. Нема што повеќе да прават. Случајот останува збунувачки отворен, но токму поради фактот дека никој нема соодветно објаснување, токму поради тоа секој нареден повик мора да биде третиран како вистински повик за помош. И секогаш кога жената ќе се јавела, а продолжила да се јавува, патролна единица морала да оди да провери дали е се во ред. Дури и кога повеќе немало куќа таму, нема бандера, нема жица, нема телефон, нема ништо, само празен плац, тие морале да одат и да проверат, да се прават улови со други зборови. Конечно, дури една година по смртта на жената, повиците нагло престануваат и случајот останува нерешен. Не се најдени грешки во системите, нема снимки од жената, не се пронајдени шегаџии кои можеби би си поигрувале со полицијата и не е најдена причина зошто, но и како се тоа се случувало. Што е и нормално, не постоела официјална истрага за сето ова, поради фактот дека никој суштост не бил повреден, немало никаква штета, никој не бил во вистинска опасност и нормално поради тоа што полицијата мора да решава вистински криминал, едноставно случајот паѓа на дното на листата на приоритети на полицијата.